Мислам дека сме спремни, значи го правиме првиот влог за YouTube, време некај Козјак. Ќе видиме како ќе се одвива целото патување. Решив да одам преку Прибор. Поинтересен е патот да не одам преку како се викаше Батинци. Од озгора директно на каменоломот излезам, па ќе видим. Имал цигари, паметни, тоа е. Прибор. Ја прошират ли некојаш оваа улица? Више е премногу населено за толку мали улички. Има премногу коли. Сепак мислам дека после долно соње ќе биде право уживање патот. Така мислам. Ќе видиме. Убаво е времето. Не би требало сега да има гужва. Се извозиме добро. Да видиме дали сетапот е добро наместен на камерата. Да застанам за задржачот, дури да се погодиме како, шо, колку да држи цврсто. Имаме проблема, не? Ја се направиме Следна негативна работа е што не знам ради ракавиците дали сум го стиснал далинското или не сум го стиснал далинското. Само тоа е негативна работа. Се надевам сега дека снимам. Еве сме во долно соње. После сред село, многу убав дел следува според мене и за возење и за гледање. Убави плацеви има таму во рамнина. Само треба да го поминеме соње право. За овој дел ви зборев. Кога ќе го поминете мостот и се патувате лево, за да одиме на кај Козјак. Овој дел навака ми е многу убав со плацеви. Убави места има. Снимаш да снимаш. Да не те мислам. Многу убав поглед има од овде кон Солунска глава, може да се види пред нас, тамо во далечините. Многу е убав овој дел стварно. Овде би сакал куќа таму погоре не. Овој дел ми е многу мек, интересен убав. Туде е манастирот Свети Трифун право и се продолжува овде навън. А дојде се продолжува кон Говорлево и Пуста Бредница. Сега ќе се приклучиме на главниот пат, ова е патот на кај Говорлево што оди. Овде има многу песок. А ние ќе се приклучиме сега на главниот пат што оди на кај езерото Козјак. Еве оригиналниот пат на кој што треба да се приклучиме. И одиме сега. Сега овде може да го истестираме држачот 90 веќе година, 95, го видиме над 100, 110, 115, 125, 130 на сат, 135, 125. Мислам дека е добро. Мислам дека супер се однесува. Овде доаѓаме до многу убав дел со многу убав поглед, кој се во близина антените на T-Mobile, мислам.
Вистина преубав пат за возење. Гличкови од Скопје треба помалку од 30 минути да стигнете до Козјак, каде што може да се отворите, да гледате малку во природа, да пиете кафе. Секако со моторот под вас. Преубаво време. Ајде да видиме сега што не очекува после оваа кривина. Ова е тоа. Ова се тие предели кои што вредат да се видат. Предобро. Нова Брезница, овде се двој патот Уштановце. Да. Овде јас ќе застанам на една цигара и да почнам да снимам таймлапс сакам. Се прибираме на кај дома, а вие биле дојдени за пошумување оствари. Сега слушнав муавет. Мислам дека добро патување испадна, кратко ама сладко. Сончево, убаво време. Саут парк се спрема за свирка. Ќе ги забавуваат овие што беа да садат дрва. Студе мајката. 2 сат. На сонце е супер, ама. Вака застуде. Изда и јас сум само по мајчка доле. Ама. Добре. Инаку преска сепак не го издржа патов. Селфи стикот, односно се олабави и се навали камерата. Сега не знам за надоле дали ќе го издржи. Лека излегуваме од Коријата. Доаѓаме до рамниот дел кај Нова Брезница, кај што се оди на кај националниот парк Јасен. Од овде се двој патот, односно натаму право е Скопје, а овде ако свртите десно, тука се оди кон националниот парк Јасен. Нови Песок. Ето така. Се враќаме кон Скопје, ама сега изгледа ќе се враќаме преку Батинци, преку Драчево, чисто да го видиме и тој дел од патот.
одлично. Уште ми е малку шубе кога снимам, кога не снимам, не можам со ова далјинско, ама па добра работа е птене. Право крстот и кулата наек, колку сме далеко од другата страна на водно. Еве ги пред нас. Сватив дека како што докупуваш опрема за да биде по-квалитетен влогот, да биде по-професионално направено, почнуваш да стануваш лаком. Сега ми фали предна камера, односно сега треба да се снимам со телефонот од напред, со камерата од позади. Ама тоа е. На ова место овде, на овој паркинг бевме застанати кога го снимавме спотот за Пајак. По оваа траса се возеше цело време во двете насоки и јас од дронот од згора ги снимав. Од паркингот од таму до овдека веќе се моташе БМВ-то за назад, за да имаме во двете насоки снимки. Штета што немав стисната да снимам. Кави кучиња ме пресретнаа 4 на сред пат, па не се трга. Многу е упропастен иначе патов, цел е ваков, е Вардар градба, со песок, со земја е цел, не се вози, од што камиони има премногу, не знам што се случува на каменоломите, работат турбо, очигледно. Инако од овде сега ќе дојдеме до патот од кој што дојдовме прееска, преку Говрлево, односно Соње. Ама ние сега ќе продолжиме право на кај Батинци и Драчево, односно Маркова река, Маркова Сушица и така натаму и така натаму. Мислам дека овдека после оваа кривина е патот, кој што се двои за накај Говрлево и Соња. Или грешка сум. Тамо ужасно за возење. Цел пат е со песок. Не можам да влезам нормално во кривина, од што е целиот пат посипан со песок. Камионите фрчат цело време, но не се вози колку е лошо. Сега дури се каам што не се дигав од згоре. Иначе и од овде патот е многу живописен и убав, ама ова со песокот многу ме иритира и не возам комодно. И го упропастиле патот, не беше ваков со канали направен, сега од тешкиве камиони направени се канали. Тоа сме Маркова Сушица, во близина сме на местото каде што се двои патот за манастирот. Еве уште камиони кои фалеа. Ова е патот каде што се оди за манастирот. Може и да измеме ова. Така е. Камерата
си стои. Еве уште камиони ако ви фалеа, нон-стоп. Излегуваме од Варвара. Еве, долу се двојте, патот за Брисла. Ако некој сака да ја запали. Јадам трци само чисто колку да видам звуков од кацига. Се надевам дека е добар за батинци овде десно. Се двојте. И сега сме за кратко. Клучката за кај Драчево. Десно ќе ни дојде Драчево, лево на кај Принтија и Скопје. Користење на ситуација. Иначе стигнавме до кружниот тек што ви го зборев дека води на кај Драчево и на кај Скопје. Колку ни е прљав градов, Боже мили. Сега десно е Драчево, лево е Скопје, Принтија и Скопје. Ја мислев дека е завршена улица, односно булеваров, но тешка работа. Леле, да знаев дека е ваков крш. Мислев искрено дека е завршен. И се одмили возења. Еве го моментот од каде се проширува булеварот. Само овој изглед да се единирам. Ciao.